Премиерот Димитар Ковачевски отворен за нова лидерска средба на која ќе се разговарало за уставните измени. Јасно е дека тоа е главната цел на власта годинава, па Ковачевски би седнал на маса со Христијан Мицкоски и другите политички лидери да ги убедува да гласаат за уставните измени. Вели последната лидерска средба не била само за овој проблем, туку и за енергетската и економска криза. Па очигледно премиерот сега би сакал да зборува само за внесувањето на бугарите во уставот. Нова лидерска средба во моментов не е планирана, меѓутоа јас не исклучувам таква можност на која што ќе можеме да поразговараме повторно во однос на најзначајните прашања. На последната лидерска средба не разговаравме само за уставните измени, бидејќи во државата има голем број на предизвици, а тоа е пред се енергетската и економската криза и јас таму во детали ги информирав лидерите на сите парламентарни партии, освен на оние двајца кои што не присуствуваа. Опозицијата не се согласува со Ковачевски и жестоко е против уставни измени. Ово уште еднаш го повтори првиот човек на ВМРО ДПМН, Христијан Мицкоски. Овој собраниски состав немал мандат да гласа за промени на уставот, па единствениот излез тој го гледа во предвремени парламентарни избори. Според Мицкоски, неприфаќањето предвремени избори е одложување на поразот на власта. Ставот е дека овој парламент нема мандат да менува устав, бидејќи нити опозицијата учествувала во креирање на тој договор, нити опозицијата се согласила со тој договор, нити пак излегла пред граѓаните да ветува дека ќе има уставни измени. Така што треба час поскоро да се случат предвремени парламентарни избори, да излеземе сите со решение на проблемот кој што го донесе владата на ДУИ поддржана од СДСМ, пак граѓаните се тие кои што ќе одлучат кому да ја дадат довербата. Власта на секој начин се обидува да ги протрука уставните измени во собранието, но проблем секако за нив представува што немаат двотретинско мнозинство во парламентот, а тешко е да се очекува дека ќе го имаат со оглед на ставот на ВМРО ДПМН. Мицкоски порачува дека Ковачевски продолжи да дезертира и да се крие од прашањето за избори. За жал не ќе може сега да го добие одговорот дали успешно се справува ситуацијата во државата. Ќе требало да почека неколку месеци за пратениците од неговата пратеничка група да ја турнат владата.